Добри ден во студио за Сашо Ордановски, новинар, аналитичар. Како ги толкувате последниве обвинувања кои доаѓаат од СДСМ, од лидерот на СДСМ, всушност прилично гласни, прилично долго време траат, од ЗАЕВ, предходно беше Петре Шилегов, па беше заменик председателката Радмила Шечеринска. Се однесуваат, се однесуваат обвинувања за криминал, обвинувања кон ВМРО ДПМН, кон лидерот на ВМРО Никола Груевски за земан кеш. Македонска банка е инволвирана, газданини. Вчера имаше афера со Тумбовски. Прилично познати ликови од едно подземје кој што мислевме дека е зад нас. Ова е нова тактика или стратегија на СДСМ и така натаму. Ја се гледам како логична во смисла на тоа дека тие се трудат да го напукнат наративот на ВМРО. Наративот на честноста, на трудолюбивоста, на патриотизмот, на добрите намери и така натаму и така натаму. Така што прво реконструкцијата на фирмите на господинот Мијалков е многу важна. Дури би рекол и без разлика какви ефекти ќе направи тоа на краток рок. На среден и на подолг рок тие работи што ги прави СДСМ се прилично важни за здравието на општеството. Македонија, како што знаете, не е демократска држава и во недемократски држави е многу тешко да имате да кажем ефекти околу тоа кога правите овој тип на настани кои да можете да очекувате веднаш некакви резултати. Меѓутоа разглобувањето на таа приказка дека Груевски наводно човекот кој да не забораваме купи повеќе станови отколку што имал си за становање во една недела, веројатно претпоставувам од 2001 година, разглобувањето на тој тип на луѓе кои што од една страна се продаваат за многу честни, од друга страна зад себе има толку и долги опашки кои што се влечат, како што гледаме и повеќе од една деценија наназад, во разни контроверзи на македонската економска, социјална, политичка реалност од изминатите две децении е важна инвестиција на СДСМ за некакви идни времиња и позиционирање во таа борба против. Но не за овие избори. Затоа што велите се труди СДСМ значи, да го урне митот, наративот да го смени, значи, риториката на патриотизам. Дека ВМРО не може да падне на избори кои што тие ги прават. Така што ни овие, ни идните, ни предходните, се додека ВМРО прави избори, организира избори, тие не може да паднат на изборите. Тоа може да бидат попријатни, понепријатни резултати за нив и така натаму, но ВМРО изборите, на денот на изборите ВМРО не се занимава со својот резултат. ВМРО го прави резултатот на изборите многу пред да дојде денот на изборите, со една комплетна злоупотреба на три клучни фактори во секоја политика, тоа е ресурсите на државата, кои што се нелимитирани кога е ВМРО прашање, значи може за партиски потреби да се злоупотребат на секаков начин и тоа го прават. Второ е финансиите, една тотална нетранспарентност на финансиите со толку многу кршење на законите што просто тоа не може ни да се наброи. Значи исто тоа на unlimited. Само погледате ги минатите избори. Сметката им остана со огромен милионски долг незатворена, што е директно спротивно на законите, никој ништо не презима. И третото е гушењето на слобода на печатот. Ова е земја во која што нема слобода на печат веќе повеќе години и кога овие три фактори ќе ги скомбинирате, вие како год да ги плюс се разбира клучниот голем фактор, ние живееме во земја без подпис, во земја во која што избирачкиот список е постојана предмет на расправи, во земја но беше во која што и предмет на договор помеѓу СДСМ и ВМРО. Да, не се разбереме погрешно, СДСМ исто така манипулирал со тој избирачки список по минатото, во 90-тите, во 2000-тите. Секоја партија која ќе дојде на власт си игра со тој избирачки список. Едно е стравот од правење попис, не знам зашто е тој страв, веројатно да не се покаже ова или она за некоја од етничките групи во Македонија. Но и за изборите. Второ е заради тоа што сите тие влечат некаква корист од изборите. Секој мисли дека може да авансира преку тоа, инаку избирачкиот список е апсолутно нелогичен, тоа сите го знаат, сите стручњаци, експерти го говорат, не може во земја од неполни 2 милиони луѓе со заминати 3-400.000 да има избирачки список кој е над 1.700.000. Да. Сега читав неодамна некоја анализа германска која вели дека максимумот би бил 1.350.000. Гледате, тоа е огромна разлика. И сега, кој ќе го земете тој избирачки список, со сето ова што го прави машиneријата на злоупотреби на ВМРО, лични карти, гласачи, не знам, на еден денска 30 души, 50 мртви гласачи, сето тоа, не слободата на печатот, апсолутно unlimited, неограничената употреба на ресурсите и на парите,
Кажете ми како да се надевате на поволен резултат на избори? Тоа е невозможно. На што се надеваше тогаш СДСМ? Зошто не знам, воопшто влезе? Заев дојде во еден период во СДСМ кога практично беше клучниот човек кој се спротистави на барањата против оваа власт да се тргне со други методи, значи со некакви улични методи, кои што памтиме сите беа заложбата на Црвенковски. Но сега најавува дека се можни секакви варијанти и секакви методи дури улична демократија. Тој самиот вели дека сакаше да даде шанса, сакал да даде шанса на можноста да ова сепак има некаков демократски исход. Сега гледа дека тоа демократски исход. Да, но гледа дека тоа е невозможно да се направи на избори, барем според неговите кажувања, и мислам дека полека почнува да влегува во еден друг инструментариум политички, дека ќе мора на власта да се спротистави на поинаков начин. Добро. Сметате ли дека на Заев му се одбројани деновите во смисол знаеме како власта всушност ги напаѓа сите низини критичари? Како политички затвореници се всушност дефинирани Шиповиќ и Љубе Бошковски, безмалку и Велија Рамковски, за кого се каже дека Ако мислите дали му се одброени деновите на во тој смисол, дали предстојат, значи апсења? Се може да биде, да. На тоа мислам. Да, апсолутно. На сите на кои што власта ќе посака им се одброени. Заради тоа што вели тој прилично прецизен во интервјуто во 24, кога му се закануваат нему на семејството. Македонија е недемократска држава. Сите кои што не се согласуваат со власта, им се одброени деновите, тогаш кога власта ќе посака да им ги брои деновите. Така што не гледам причина зашто Заев би бил вон тој домен. Би бил, да. Зашто би бил вон досегот на оваа недемократска долгата рака на ВМРО. Да. Добро, што се однесува до медиумите, до медиумските критичари? Јас очекувам дека ова нешто ситно медиуми што стана да изразуваат вчера се извинувам, Телма вчера прилично ја разлути ВМРО ДПМН, ја разлути велам судејќи според соопштението кој беше пратено дека неетички да се земат изјава од човек кој е криминалец, всушност криминалец, кој е осуден за криминал. Видите, јас со аргументите на ВМРО ДПМН за демократија и слободна печат уопште не сакам да се расправам. Тоа се луѓе кои немаат елементарно чувство за работите. Според тоа сега ние да разглабаме што Добре, но кои ќе бидат реперкусиите на недемократска партија и ќе тргне во жестока пресметка после изборите со неколку точки на отпор и на пркос кои што им се издигна на овие избори и кои што малку им ја дигна температурата. Така што очекувам дека Вести 24, очекувам дека Слободен печат, очекувам дека Телма ќе бидат на удар. Како тоа ќе го направат ќе видиме, но следува еден период од месеци кога тие ќе бидат на удар. Дали ќе биде тоа преку тужби за клевети, дали ќе биде тоа со некакви финансиски атаци, инспекции, превземања, подкупувања, плаќања, купување, тоа е само прашање на техника. Добро. Околу албанскиот блок, ваш коментар, ве молам. Барањето за консензуален председател од страна на ДУИ, па барањето за бойкот, исто така, албанците ги послушаа, го послушаа Ахмети и ДУИ, иако некои интелектуалци тврдеа дека не се политички послушници албанските гласачи. И ДУИ и ВМРО ДПМН учествуваат во една недемократска држава, ДУИ исто така партиципиент во овој, да кажам, во гушењето на демократијата во Македонија. Двете партии имаат добри дивиденди во таа смисла, значи гласачките дивиденди им се одлични и не гледам зошто тие одеднаш не гледам како ДУИ би бил демократски коректор на ВМРО кога ДУИ исто така добитник од недемократијата во Македонија. Тука сега на страна тргам корупција и криминали и така натаму што се дел составен од еден македонски политички живот. Сакам да ви кажам, ДУИ си одигра така како што процениве со право дека најмногу им одговара. ДУИ ќе излезе засилена од овие избори според некакви очекувања и предвидувања. Мислам дека ДПА е на граница на тоа да оствари многу лош резултат и потоа да западне во некаква внатрешна криза можно е. Така што ДУИ го прави она што е во нејзин најголем интерес. Значи не би се согласил со вас дека криза предстои, тој најавува дека ќе дојде до коалиција меѓу ВМРО и ДПА. Значи ја не знам дали ќе дојде до коалиција, јас ви кажам дека Тачи тешко ќе ги изгуби изборите. Може Тачи да го земат во коалиција и без пратеник во парламентот, може дома ќе му дојдат ќе го земат во коалиција, он ќе се согласи, нема никаков проблем за тоа. Сакам да ви кажам, значи одењето во коалиција не значи потврда дека сте биле добар на изборите. Од друга страна,
Евентуалното одење во коалиција според сегашните уставни рамки во Македонија, значи не политички уставни, е сосема можно. Добро, тоа се случи на после 2006. Сега мислам дека би било една многу опасна авантура на ВМРО после волку владење и гушење на демократија заедно со ДУИ, да ВМРО продолжи да владее без ДУИ во власт, особено ако ДУИ ги подобри резултатите на овие избори. Па тогаш тоа би била опасна авантура. Реториката на Тачи, празни зборови, слушайте, фалби. Како да кажете се, да го коментираме Тачи е како да коментираме, мислам Тачи може Украина да каже што сака и сигурно се труди да каже тоа што него најмногу му одговара. Но тоа дали има врска со реалност е да ги привлече гласачите. Се разбира. Зошто меѓународната заедница не беше доволно гласна, доволно јасна и одлучна околу најавите за бојкот на ДУИ? Беше претходно кога стануваше збор за СДСМ, нивните најави за бојкот и бојкотирањето, всушност после 24 декември, прилично гласни беа во апелот да се врати СДСМ, да се смират тензии. Видите, зависи што подразбираме се под меѓународна заедница. Значи Европската унија не постои веќе во Македонија. Они наидоа на една антиевропска агресивна власт во Македонија и не знаеа што да прават. Рекаа, добро, ако вие не идете во Европска унија, ако вие не, тоа и ние дигаме раци од вас. Така што овдека неколку години не постои Европската унија. После Фуера. Мислам дека и мислам дека и амбасадорот го повлекува, ако не се лажам. Не. Уште има уште амбасадор европски, добро, не сум отек, бидејќи не знам, мислам дека го повлекува човекот, го нема. Не можам да ги разбирам американците се особено тивки. Гледам дека имаат... Но имаа жестоки извештаи на Стейт департмент. Да, и гледам дека одржуваат една прилично голема контрола врз ДУИ, така што е нивната политика во сето тоа, ќе треба да видиме, да дознаеме и така. Но генерално Македонија не е интересна за Европската унија и за меѓународната заедница. Генерално Македонија веќе ја нема на картите на нивниот интерес, тие имаат многу други приоритети. Понекогаш е тоа добро што сме неинтересни за меѓународната заедница, но македонската демократија не е ни одблизу, како што гледаме, на тоа ниво да може да обстојува самата без, како да кажем, без поддршката од меѓународната заедница која би ги потврдувала стандардите меѓународни, ако и сега не достасуваат во функционирањето на демократијата. Видите која е политиката на Америка, ќе видиме допара. Да. 2014, крајот на 2014, ЦИА предвиде меѓуетнички тензии. Можно ли е тоа да е всушност мотивот на американците? Да го премолчат бојкотот, тивко да го аминуваат? Слушайте, знаете како, кога се спомнува ЦИА, овдека има исклучително многу големи, како да шпекулации, вадење од контекст и така натаму и така натаму. Има прилично авторитет во светот. Зависи каков. Има секаков авторитет ЦИА, има и позитивен и негативен. Има и авторитети во правење атентати, има авторитети во промашени прогнози, има авторитети во погодени прогнози. Да. Но стравот постои. Значи, сакам да кажам, стравот постои околу нивните прогнози. Значи, прогнозата на ЦИА на времето беше, и заради тоа американската политика застана зад независност на Македонија, тој крајот на 80-тите години, кога уште стариот Буш беше во канцеларија, беше председател на Америка, дека при распадот на Југославија, на вистина критичната точка на која американците мора да се вклучат во тој распад и во расплетот на тој распад е Македонија. Видите, според проценките тогашни на ЦИА, Македонија е една од ретките, а можеби единствената република во бивша Југославија која има експлозивна моќ. Сите други беа проценети на имплозивна моќ. И тоа потоа се потврди со војните во Босна, со војните во Хрватска и така натаму. Сите тоа беа непријатни настани, долгогодишни, со големи трауми и трагедии, меѓутоа тие се врушија самите се. Проценката на ЦИА беше дека единствено Македонија, доколку се дестабилизира, може во својот конфликт да ги вовлече и соседите. Сега, дали е тоа променето после 20 и кусур години е всушност клучното прашање во кое што Македонија треба да најде одговор. Со други зборови, дали Македонија има имплозивна и денеска или експлозивна моќ? Бидејќи после пацификацијата на регионот, после примањето на низа земји од регионот во НАТО, после ставањето во ред во некаков процес на косовско-српскиот судар, после евроинтегрирањето и така натаму, ситуацијата е променета. Според тоа, ако Македонија е проценета дека нема експлозивна, туку само имплозивна моќ, јас сум склон да мислам дека лошо не се пишува.
Тоа значи дека ние ќе бидеме и гледаме дека сме оставени на неспособноста на нашите политичари. Некои од нив се просечни, подпросечни во секоја смисла и тие не можат да најдат креативни решенија за тоа како вака компликувана комплексна држава како што е Македонија во етничка, во меѓудржавни рамки, во економска смисла како може да опстои во демократија. Затоа ни се случува ова што ни се случува. Нас ни се случи да подпросечни луѓе ни дојдат на власт и потоа бидејќи тие не разбираат ништо што е поквалитетно, покреативно, повизионерски, подолгорочно, го сотираат и го плячкаат она што го затекуваат. И тоа е тоа што ни се случува. И потоа влада, тоа може да трае и може и ќе трае. Колку ќе трае? Колку време ќе трае? Се додека имаат пари да даваат плати и пензии. Проста е работата. Односно, бидејќи ги немаат парите, се додека можат да позајмуваат. Како што сега стојат работите, долговите растат многу брзо и во големи количества, но исто така, не така како во светот, склон сум да мислам дека секогаш има пари за позајмување. Само е прашање колкава ќе ви биде хипотеката, ратата и каматата и така натаму. Така што они добри моди позајмувањето, не заглавуваат се подобро, но знаете како, нив нема да ги има овдека кога ќе дојде крајот да се плати цехот. Така е, да се плати цехот. Така што они на тоа сметаат, дека се доека може ќе терат. Што треба тогаш СДСМ? Кои чекори, кои потези треба да ги направи после изборите? Јас да знаев што би требало СДСМ направи, ќе кандидира во СДСМ, мислам нешто да станаме така. Не знам да ви кажам што треба СДСМ. Јас лично мислам дека сите кои што мислат дека ова не е во ред треба да се потрудат на свој начин, во своји можности да ова го кажат, да се спротивстават на тоа, да го артикулираат и така натаму. Предпоставувам дека и за СДСМ истото. И за интелектуалците важи. Па тоа што се останат интелектуалци, бидејќи дефиницијата на интелектуалците е ангажманот во Македонија, како што гледате, таа дефиниција е неприменлива на најголем дел од луѓето. Луѓето од друга страна се уплашени, се резервирани, побегнати, забегани, во азил, географски и така натаму. Така што корумпирани заборавивте да кажете. Па видите, не се они корумпирани во класична смисла на зборот. Корумпирани на различни начини. Они се дел од еден општ клиентелизам кој овдека е развиен. И прилично ефтино се купени, некои до души скапо, но најголем дел од нив се купени ефтино, а понекогаш и без пари. Само за да си сочуваат некаков тие мислат мир и некакво, како да кажам, оаза на гадење од се што е политика, бидејќи во суштина мислат дека сите се исти. А еве Груевски викат дека не се сите исти, дека има разлика. Па барем да излезат да гласат за Груевски, а некои тоа и го прават. Така што тоа е тоа, нема зошто да се очекува, знаете, како нација која што бира подпросечни луѓе за лидери. Видите, ние од овие избори дознавме неколку работи. Прво дознавме дека председателот завршил факултет со просек 7. Благодарејќи на Шкарич. Благодарејќи на професор Шкарич. Јас, например, лично тоа не го знаев. За мене тоа е големо разочарување. Се разбира дека е прашање како тој човек воопшто станал вореден професор, па доктор на науки и така натаму. Во времето кога имаше ред, тоа беше невозможно. Ние знаеме дека студентскиот просек на господинот Груевски на Прилепскиот економски факултет е веројатно понизок од овој на председателот. Ви имате, значи, едни двајца комплетно просечни луѓе, сега на страна другите фрустрации политички, општествени, семејни, ако ги има и така натаму и така натаму. Но од овој склоп на луѓе има едно правило во модерниот бизнис. Првокласните луѓе, првокласните менаџери бираат првокласни соработници. Второкласните менаџери бираат третокласни соработници. И ова е тоа што нам ни се случува. Нас не дојдоа просечни, подпросечни луѓе и тие бираат третокласни соработници. Добре, Машкарич, во тој случај, во тој пример не можете да го вкалупите. Машкарич, не заборавајте, се потпиша под кандидатурата на овој човек за председател на првиот мандат и тогаш не дознав. Да, ама тогаш не дознавме дека овој имал седмица просек и дека има по 2-3% у книгите и дека практично е многу лош студент и уопште као познавач на разни области. Никојаш не е доцна да се сети дека потоа дознавме исто така дека и неговиот студент, значи актуелниот председател, практично го понижил. Бидејќи стварно е штета да го имате Шкарич во кабинетот, а ни еднаш да не го консултирате и така натаму. Така што едно е прашањето за распадот, но друго е овие неколку шокантни вистини кои што не излегува овие избори. И тие се вака прилично непријатни за нацијата, но нацијата, како што гледате, не се потресува тоа и понатаму ги бира. А околу интелектуалците и нацијата која не се потресува уште само ова
Ги видовте ли спотовите, молитва, например, излези гласа, има разлика на хорот на МНТ? Сите предпоставуваме дека станува збор за хорот на МНТ. Доколку не јас ќе се извинам, се разбира. Не знам кој е хорот, очигледно дека като продукција на ВМРО да помене. Значи, друго е, едно е прашањето дали ја мислам се вкусни, невкусни, излезени од фабриката на Гебелс и така натаму. Јас сум скандализиран како... Македонската химна ја пеат. Значи, ако ми дозволите, јас сум скандализиран од тоа како може да се земе македонската химна во партиски цели и да се преработи за партиски цели. И да тоа апсолутно никој околу тоа ништо не превзима. Значи тоа е како знамето да го земете и на знамето да речеме сега државното знаме да се извинувам на речникот да турите лавче или да турите роза. И да тоа ви стане сега официјално знаме со кој вие ќе мафтате за избори. Значи тоа се предмет на озаконети некакви символи државни. Ако ние можеме, не заборавите, овдека се апсени луѓе кои истакнувале или не истакнувале знаме, кои пееле или не пееле химни. И се вие одеднаш имате владеачката партија, која зима државната химна на Македонија, си ја припејува, се разбира на еден мизерен начин, тоа сето изгледа прилично тажно. Уствари е тажно, не е ни мизерно, мислам, стварно е тажно како тоа изгледа, и ја препејува за свој партиски цели. И никому ништо. Зимаат партизанска песна, ја препејуваат за своји партиски цели, истовремено се лејќи ги партизаните, од кои некои се уште живи, на улица ги изфрга. Значи, тој тип на, како да ја кажем, на една непристојност, на една дволичност, лицемерие, која постојано се шири. Еве, гледате овие афери кои излегуваат, кои се милионски, овие честниве, гордиве, чистиве и така натаму. И се е тоа убаво, додека не му дојде на народот паметот во глава. Имаше еден српски политичар од минатиот век, па и од предминатиот век, кој имаше една одлична поговорка која би можела да се примени во македонскиот случај, а таа гласеше "Чорав народ, моја среќа". Така што мисля дека господинот Груевски е многу среќен човек. Благодарам што бевте гости. Благодарам и на вас.